Убиство на 48 годишна жена од Скопско Таор е причина за апсењето на 4 лица, меѓу нив и поранешниот сопруг на жртвата. Истражните органи до доцна во ноќта на непристапен шумски терен вршеле увид на местото каде е пронајдено телото. Во Таор е колешката Мирјана Давидовска, имаме во живо во овие вести. Мирјана, кои се информациите од терен? Да, Иван, официјално 4 лица се уапсени во врска со убиство на 48 годишна жена од Таор. Според официјалните информации кои што ги добивме од Министерството за внатрешни работи, првоосумничен е мажот кој што всушност и го пријавил целиот овој случај, кој што живеел со неа и е поранешен сопруг, 51 годишен маж од истото село. Тие живееле заедно, а тој во петокот на 26 јуни најпрво во полицијата пријавил дека неговата поранешна сопруга со која што живеел се оддалечила од својот дом одовде од селото Таор. Но веднаш потоа, следниот ден, односно вчера, се јавил во полицијата за да каже дека го пронашол незиното безживотно тело во близина на селото Летевци. Уапсени се уште 3 лица, според информациите, негови пријатели, кои што наводно тој ги повикал со него за да ја бараат неговата поранешна сопруга и тие се на возраст од 62, 64 и 69 години, но не се од истото село. Според информациите, обвинителството веќе извршило увид на местото каде што е пронајдено безживотното тело на 48 годишната жртва. Се наоѓало во тешко пристапен шумски предел во близина на селото Летевци. Обвинителството издало наредба телото да биде предадено на обдукција. Според информациите кои што ги соопшти официјално Министерството за внатрешни работи, телото на жената било во фаза на распаѓање, а според обвинителството било констатирано дека смртта настанала насилно. Во продолжение имаме изјава од Министерството за внатрешни работи за овој случај, предлагам да ја слушнеме. Денеска во 1 часот и 20 минути полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје го лишија од слобода 51 годишниот СГ со престојувалиште во село Таор Скопско поради постоење основи на сомнение дека ја убил 48 годишната ЖГ. На 26 јуни оваа година СГ пријавил во полициска станица дека од домот се оддалечила ЖГ со која живееле во иста куќа, а на 27 јуни пријавил дека ја пронашол почината ЖГ во близина на село Летевци, Скопско. На местото излегле полициски службеници и јавен обвинител, пошто телото кое било во фаза на распаѓање по наредба на јавен обвинител е предадено на судска медицина за обдукција. Со СГ е извршен службен разговор, тој е лишен од слобода, а во врска со случајот лишени се од слобода и 62 годишниот ЗМ, ГБ 64 години и МД 69 години. Во координација со јавен обвинител се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Да, Мирјана, ова се официјалните информации од Министерството за внатрешни работи. Што велат жителите на Таор? Имаат ли тие некакви информации за случајот? И покрај тоа што е ова живо село, има помал број на жители, но се стални жители во ова село. Разбирливо, по еден ваков случај, тие не сака да зборуваат пред камера, но успеавме со нив малку да поразговараме за тоа кои се луѓето, дали ги познаваат и што знаат и кога слушнале за овој случај. Според информациите кои што ги добивме од селаните, од жителите на селото Таор, тие ја купиле оваа куќа која што ја гледате зад мене од пред неколку години, инаку не се по потекло од ова село. Според она што го разбравме од селаните, 48 годишната жена потекнувала од друг град, додека пак првоосомничениот 51 годишен маж
бил од некое соседно село на селото Таор. Ја купиле куќата од пред неколку години, но немале многу комуникација со селаните, немаат многу информации за нив. Од она што го пренесоа, вела дека само слушале дека постојано речиси, имале недоразбирање меѓусебни, со оглед на тоа дека и официјално веќе соопшти од Министерството за внатрешни работи дека се работи за поранешни сопружници, веројатно и разбирливо е, но не е јасно зошто се уште живееле заедно во ова куќе и што се случувало пред да се случи овој инцидент, односно да настане ова убиство. Дали имале некоја претходна расправија. Со останатите соселани биле коректни, но немале многу блиски комуникации. Она што е интересно, што го разбравме исто така одовде од терен, е дека и покрај тоа што слушнавме од страна на Министерството за внатрешни работи, дека телото во близина на селото Литевци било пронајдено во фаза на распаѓање. Сепак информациите кои што ги добивме велат дека жената била видена во едно од соседните села, каде што и всушност работела во една локална продавница. Всушност пред да ја пријави нејзиниот поранешен сопруг за исчезната на 26 јуни, на 25 во четвртокот таа била видена на своето работно место. Како настанало до ова убиство и што ќе покаже истрагата, останува да видиме. Инаку местото каде што е пронајдено е навистина тешко пристапно и се наоѓа некаде во околината на Катлановско, што е не така близу од ова село Таор. Ова се информациите кои што ги добивме од терен. Разбирливо, како што споменав и на почетокот, селаните не сака официјално да зборуваат пред камера, со оглед на тоа дека и се уште немаме точно потврдени информации што всушност се случувало и како настанало и како дошло до убиството на 48 годишната жена. Она што го знаеме од обвинителството, доколку бидат обезбедени доволен број докази за осомничените, ќе биде побарана мерка притвор, но се уште е рано, велат од таму, бидејќи во текот на вчерашниот ден биле лишени од слобода. Да, Мирјана, очигледно е дека истрагата ќе треба да даде многу одговори поврзано со овој случај. Јас ти благодарам за ова вклучување во вестите. Многу повеќе информации очекуваме во Централниот дневник во 19.